Добро утро за госпоđа Даница Стојанова, која што е музичкиот селектор на Охридското лето. Госпоđа Стојанова, добро утро. Добро утро за вас и за сите ваши на утрински бриф слушатели или на социјалните мрежи. Да. Госпоđа Стојанова, имате амбициозна програма за Охридско лето годинава за 60-то издание, мислам председ на музичката програма, иако целата програма ќе се изведува во нередовни услови. Нешто повеќе за тоа? Значи, програмата, како што рековте, ќе се изведува на Античкиот театар, во предворието на црквата Света Софија и Долни Сарај. Тоа се значи отворени простори, значи нема ништо да има во затворени простори. Ништо не, да. Сега отварањето, значи го почнуваме на 4 август, свеченото отварање ќе биде и тоа во Античкиот театар со наслов Вокални бисери по стапките на Ана Липша Тофовик. Ке настапат 4 светски вокали со пијано придружба. Инаку ќе има музичката програма ова година обезбедив околу 26 концерти, од кои што 2 се во ОВ програмата. Ќе чуеме врвни имиња. Ке спомнам неколку, например, како Наталија Трул од Русија, Кемал Гекич од американските држави, Фукио саксофон квартет, Петри Чеку, изворедниот гитарист, роден во Косово, живее во Хрватска, Масимо Мерчели од Италија, Келнскиот гудачки секстет, Дуо Солипс од Франција. Исто така, освен европските земји, ќе настапат и наши врвни уметници, како Марија Ѓошевска, потоа хорскиот ансамбл Проарт со маестро Сташо Татарчевски, ќе има со наслов Гордана Јосифова Неделковска музички пријателства, на чиј концерт ќе настапи и Владко Стефановски, Страшо Темков, Елената Насова. Ќе има вечер на композиторот Томе Манчев, кој што за жал нашиот професор не го дочека својот јубилеј. Меѓутоа, таа вечер ќе настапат повеќе наши македонски уметници. Многу е интересен евентот со концерт за 4 пијана кои што ни доаѓаат од Чешка. Значи, Петров фабриката ќе донесе 4 клавири, ќе бидат донесени во Македонија, и ќе се 4 клавиристи ќе настапат со наслов Бах за вас, со камерниот оркестар Чешки виртуози. Сите тие доаѓаат од Чешка. Тоа ќе биде истовремено ќе настапат, истовремено 4 пијанисти ќе настапат? Да, значи затоа ви кажувам, тоа е прв пат се случува на фестивалот. Дали ме слушате добро? Јас одлично ве слушам, се надевам и вие нас. Да, супер. Значи, за прв пат 4 концертни пијана ги носи Петров ексклузивно за Охридско лето и ќе настапат, значи, 4 клавиристи. Ќе ги кажам: Сара Меткова, Ема Једличка Гогова, Хелена Вајзер и Лукаш Клански, кој што е истовремено и диригент на камерниот оркестар Чешки виртуози. Знаете дека оваа година е 60 години јубилејно издание. По тој повод ќе има на 14 август ќе се случи промоцијата на монографијата фестивалска приказна од авторите Снежана Анастасова Чадиковска и Роза Нолчева Ангеловска. Потоа ќе настапи Националниот опера и балет со гала концерт и балетската премиера Болеро од Морис Равел. Исто така, односно со предводена од диригентот Бисера Чадловска.
Госпожо Стојанова, се извинувам, сакам да ви упадна малку, ве пуштам да ја раскажете и поголем дел од програмата, бидејќи сметам дека тоа ќе биде занимливо и за нашите гледачи и слушатели. Мене ми е јасно дека под одредени услови здравствени ќе се одвиваат концертите во смисла на публиката. Но што е со изведувачите? Еве, планирате и големи оркестарски изведби. Како ќе успеете да ги запазите здравствените стандарди кога ще тој тип на концерти во прашање, кога се поголеми ансамбли, па и цели филхармонии во прашање? Не, значи филхармонии нема, тоа се пак помали ансамбли. Меѓутоа, да, за опера и балет ќе дојдат со оркестарот. Значи, како да ви кажам, се под контрола, односно програмата од тие причини трпеше големи промени до последниот момент, нормално поради промената и состојбата која го задеси, односно целиот свет, да не речам присуството на вирусот COVID-19 си го направи своето. Меѓутоа, сите уметници, што рековте, тие без никаков страф и размислувања, откако им ги појаснив нормално сите детали и протоколи за заштита, прифатија да дојдат. Кои се протоколите? Значи, растојание на 2 метра, носење маски, обавезно средство за дезинфекција, секој ќе има. Значи, мерење температура пред влегување, сите комплетната публика која што ќе сака да ги проследи сите евенти ќе мора да дојдат многу порано. Да не речам, мислам дека отварањето, свеченото отварање на фестивалот ќе почне во 9 часот, но публиката ќе мора да биде на своите места веќе од 7 часот таму, за да се изврши целиот комплетен протокол и заштита мислам да се спроведат сите протоколи кои што ни се наложени од Комисијата за заштитни мерки. Каква ви беше соработката со комисијата? Знам дека, ако не се лажем, имавте и состаноци на кои што се разговараше околу тоа, околу протоколите? Да ви кажам, јас лично не бев на тој состанок. Единствено добив на писмен напис, писмено доставување од комисијата дека Охридско лето може да се работи, може да почнеме, значи многу благодарам што дозволија. И единствена, може би, на наша голема среќа е што фестивалот се одржува на отворени простори. И тоа беше среќна околност за нас. Инаку, мислам дека немаше да не биде дозволено да го одржиме. И да ви кажам, пак ќе кажам, среќна сум и со голема радост го најавувам ова фестивалско издание, затоа што во моментот културата и вие самите знаете, уметноста е многу позади маргините, воопшто, да не речем од март месец и не постои. А знаете дека Охридско лето како фестивал е фестивал со голем интегритет и мора да го задржи својот квалитет и својот, односно, должност ние на сите нас кон уметноста да ја славиме и како мисија едноставно за спас на уметноста и културата во ова чудно време, да кажам. Охридско лето покажа еден голем храбар чекор и еве барем јас како селектор ја изнесувам музичката програма, стојам позади неа и сметам дека ако не се случи сега, не дај Боже, нели секој ден се менуваат нештата, но за сега се е под контрола и се ќе се случи онака како што јас. Госпожо Стојанова, пред да ви се заблагодарам за овој исцрпен разговор утринава, морам да ве прашам, што ќе се случи со 4 пијана Петров? Ќе останат во Македонија или како што ќе дојдат, така ќе се вратат назад и кај производителот? Да ви кажам, и околу тоа исто така разговараме и има надеж да овие 4 клавири останат во државава, значи меѓутоа
дали ќе бидат продавени, дали ќе бидат оставени како поклон, не верувам тоа, не верувам, мислам. Премногу сум идеалиста, знам, но секако ќе настојуваме овие 4 клавири да останат во државава, кај нас во Македонија, и секој еден кој што ќе сака, може би е добро институциите културни, како што е, например, Факултетот за музичка уметност, па и самото Охридско лето, филхармонија и опера и балет да размислуваат да земат едно. Благодарам на госпоđа Даница Стојанова, музичкиот селектор на годинешното 60-то издание на Охридско лето. Ви благодарам, госпоđа Стојанова, и се надевам да се видиме и во Охрид. Ви благодарам многу и ви посакувам на сите многу здравје.